Драги гледачи, ова утро се наоѓам во една позната градинка во Скопје, каде заедно со учителките, најмалите учат за народните вредности. Со мене ова утро госпоѓа Светла, која што беше дел од самата оваа организација, која што ја погледнавме, видовме дечињата како ја изигра едно во оро, ги видовме облечени во народни носи, така ни кажете на кој начин ги негувате тие традиционални, народни и фолклорни вредности. На тој начин што секоја година во нашата план и програма се вклучени народното творештво и традиција, кои за среќа во Македонија се многу ги има многу и многу богата со народното творештво. При тоа еден воспитувач за да ја реализира активноста и да ги поттикне децата на љубопитност кон народното творештво за да успешно ја негуваме со години, треба внимателно да ги одбере активностите кои треба да бидат соодветни на возраста на самите дечиња, за да произлегува уште поголема заинтересираност за нашата традиција. Кои се тие активности во склоп на ова народно творештво? Во активностите се вклучени, значи се она што е најважно е, значи дечињата да можат визуелно и спонтано низ игра да ги осознаат работите на нашите предци, како народната носија, кавалче, тапанче, македонските ора. Слушнавме од дечињата дека ги знаат народните инструменти, па веќе претпоставувам дека ги учат тука да свират на народните инструменти. Што представуваше самата носија? Самата носија им представува дека е тоа облека која што порано нашите предци сами ја ткаеле и изработувале. Ние имаме процеси на мини ткаеч, кај што мини развој, кај што дечињата можат да осознаат или да опипаат што е тоа и знаат дека тие сами ги изработувале, нивната облека сами ја изработувале на еден интересен начин, сепак многу тежок, но меѓутоа многу интересен. Ви поставуваат ли прашања зошто го носиме ова? Се интересираат ли за самата носија? Зошто се така облечени? Што представува самото оро? Колку е тешко да работите со нив? Да ги научите да играат оро? Доколку си има желба и голема љубов, не е ништо тешко. Во самата активност се вклучена интеракција кон самите дечиња, нормално да има корелација на прашање и одговори воспитувач дете. Да, имаат многу децата се многу љубопитни и сакаат да осознаваат и ние сме тука нормално да им помогнеме сето тоа да го научат и да го препознаат. Ви благодарам за одвоеното време што ни дозволивте да влеземе во градинката, да видиме како се подготвуваат, односно како и се раѓа љубовта кај децата од мали нозе и да ги негуваат тие традиционални, народни, фолклорни вредности. Благодарам. Благодарам и на вас. Како ти е името? Максим. Максим. Што правиш, Максим, ти сега? Што има таму? Што подготвуваш? Правам јадење. Браво, правиш јадење. А во што си облечен денеска, Максим? Во носија е облечен. И ти си облечена во носија? Браво. А кој вас спреми? Кој ви ги облече овие носи? Девојките. Учителките? Која ора го игравте вие пред малко? Девојче. Македонско девојче. Браво за сите. Прв пат го играте ова ора? Не. Некој прв пат, некој втор пат. А кој ќе ми каже на какви инструменти свирите во градинка? Кој ќе ми каже? Два прста да крем. Зурга. Друго на кој инструмент свирите? Кавал има? Да. Браво, многу сте умни.